Почитувани граѓанки и граѓани, македонци, албанци, турци, власи, срби, роми, бошњаци и припадници на сите други етнички заедници кои живеат во нашата држава. Почитувани представници од науката и уметноста, амбасадори на македонската држава во светот. Почитувани припадници на македонската армија, припадници на македонската полиција, лекари, професори, пожарникари, рудари, работници, стопанственици, представници на медиумите, вработени во институциите на кои се темели државниот систем. Почитувани представници на владата, почитувани представници од меѓународната заедница, пријатели и поддржувачи на демократскиот развој на нашата држава. Гласникот на слободата 8 септември, во предвечерието на овој голем и важен празник за македонската државност, Денот на независноста повикува на нов, сигурен чекор напред. Пред 32 години, во 1991 година, со мнозинска определба од над 95% од граѓаните, остварен е аманетот за собствена, независна, македонска држава на генерациите зад нас, глас што одекнува од Илинден 1903 и Јасном 1944 година. 32 години подоцна, пред нас е гласот на граѓаните, во мнозинска определба од 80% за живот во Европа, во Европска Унија, но во родната Република Северна Македонија. Ние, генерациите на денешнината, имаме обврска да се одзвеме на повикот на денешниот 8 септември, кој што од нас бара континуитет на вековно поставената идеја за прогрес и напредок. Ова е шанса која доаѓа во време кога Република Северна Македонија е меѓународно етаблирана држава, со осигурани граници, со признаен македонски јазик и идентитет, земја пример за успешна мултиетничка демократија, која придонесува во регионалниот и европскиот мир, како слободна и суверена држава, членка на НАТО, земја која сигурно чекори на патот кон Европската Унија. Во време кога во Соединетите Американски држави, септември 2023 година е прогласен за месец на македонската култура во САД. Во време кога германскиот Бундестаг одаде признание на македонскиот јазик, култура и историја. Во време кога се одбележуваат денови на македонската култура во Шибеник, Хрватска, каде ги славиме културата и уметноста рамноправно со нашите партнери од Европската Унија. Во услови кога дипломатите учат македонски јазик пред да дојдат во земјава. Во услови кога на македонски јазик е веќе потпишан првиот договор со Европската комисија, договорот за Фронтекс. И кога на македонски јазик веќе се преведува целото европско законодавство. И кога од Европската Унија е финансиран преводот на 400 романи пишувани од европски автори на македонски јазик. Сето ова беше тотално незамисливо во првата најкритична фаза по независноста на државата, во 1992 година, кога беше донесена Лисабонската декларација, во која што стоеше дека Европската заедница ќе ја признае нашата земја за независна држава, доколку Македонија прифати во незиното име да не се содржи зборот Македонија и придавката македонски. Денес, после 30 години, реалноста е сосема поинаква. Денес Европа и светот зборуваат за македонска држава, македонски народ и македонски јазик. Денес нашата родна земја, Република Северна Македонија, е меѓународно признаена држава, чии граници се исцртани на светската географска карта. И ова е и мора да биде нашиот мотор. Денес кочниците се само во нашите раце и на дел од политичарите тука во нашата држава. Науката бележи дека македонскиот јазик, што е најдиректно поврзан со нашиот македонски идентитет, има свој континуитет кој што лесно се следи уште од 9 век и дека признанието од светот за тоа е добиено уште пред 70 години. И нагласува, што има ние да се објаснуваме повеќе околу тоа. И јас се согласувам. Како што вели Коневски, јазикот е нашата вистинска татковина. И оваа наша татковина, Република Северна Македонија,
веќе е територијално и идентитетски меѓународно признаена држава преку науката, уметноста, книжевноста, но и како политичка реалност. И што ме така, од кои причини би ставале кочници на собствената перспектива? Јасно е дека причините за вакви обиди се поврзани со туѓи интереси за геостратешко позиционирање, различни од македонската евроатлантска стратешка цел. Поврзани се и со популизам за политички предизборни и лични материјални цели. Но едно е јасно, тоа што треба и мора да се направи сега е да покажеме слух за гласот од давнина. Од Илине 903, од Асном 944 година, од независна Македонија 1991 година. Денес, во 2023 година, вечерва во оваа сала и утре, кога ќе осамне новиот 8 септември, да го слушнеме гласот на генерациите зад нас и повикот на генерациите пред нас. Да продолжиме по зацртаниот пат на напредокот, исто како во 903, 44, 91. Да не правиме отстапки, туку прогрес. Да не оставаме никому простор да не идентификува и да не става во свој историски контекст, бидејќи имаме своја историја и свој јазик, потврдени на научно, меѓународно ниво. Да продолжиме да се себе потврдуваме во меѓународното семејство на народи и држави, седнати рамноправни на масата во демократските сојузи, затоа што само така нашите аргументи, познати на светската наука, ќе бидат познати и за светската политика. Исто како што низ историјата од 903, а потоа и 944, револуционерите се бореле за секоја педа земја, но и за гласност на македонското прашање во светот, бидејќи знаеле дека нема рамноправна борба без присуство на рамноправен терен. Нивната визија се покажува исправна, бидејќи тоа што почнало на Илинден и изгледало во тоа време преурането, било постигнато во 1944 година, кога е добиена битката за своја држава и свој јазик во рамките на тогашна Југославија. А на 8 септември 1991 година оваа вековна визија се остварува во целост, кога е формирана независна Република Македонија. Со мудри одлуки и заедништво, по мирен пат е сочувана унитарноста на државата, додека наоколу пламтеше огнот на раздорот помеѓу југословенските републики. Потоа е донесен првиот устав, воведен е денарот како македонска валута, утврдени се македонското знаме и македонската химна, отпочнат е процесот на меѓународно етаблирање. Станавме полноправна 181 членка на Организацијата на Обединетите нации, потоа и на Светската трговска организација. Во 1993 година станавме членка на ОПСЕ, за да денес бидеме председаваш со ОПСЕ, а потоа и на Советот на Европа во 1995 година. Станавме членка и на ЦЕФТА во 2006 година. За тој период се соочувавме со повеќе кризи, ембарго, транзиција, воен конфликт во 2001 година, режим, меѓународна изолација. Со мудри одлуки и заедништво успеавме да ја возобновиме демократијата во 2017 година и ги обновивме релациите со нашите стратешки меѓународни партнери. Република Северна Македонија во 2020 година стана 30-та полноправна членка на НАТО. По цели 17 години од добиениот кандидатски статус за членство во Европската Унија, во 2005 година, минатата година, 2022 година, ги отворивме и преговорите со Европската Унија. И денес ја имаме најреалната и единствена ваква можност за брз процес на зачленување во Унијата во следните неколку години. Да, сите наши битки биле и се полни со предизвици од 91-та до денес, какви што биле и од 903-та до 944 година, до прогласувањето на независноста. Но пире и вире е нова тло и како што вели и нашиот познат македонски писател Петре М. Андреевски, ништо неа ништи таа треба. Патриотизам е да им се верува на Коневски и Андреевски.
да се верува на искуствата од собственото историско минато, затоа што тоа значи вистинска почит ко собствената историја. Почитувани граѓани и почитувани присутни на оваа академија, ако нешто научивме во овие 32 години, тоа е дека македонската стабилност е директно поврзана со интеграцијата во демократските системи НАТО и Европската Унија, како и со внатрешната етничка кохезија. Научивме дека мора да создаваме сојузници наместо непријатели и дека мора да действуваме заедно и обединети. Искусивме што значат меѓународна изолација и недемократска власт. Видовме што носи меѓуетничката нетрпеливост, која што повлекува етноцентрични, популистички и со тоа крајно неодговорни и недржавнички политики. Оваа држава уште од Крушевската република и јасно е поставена на мултиетничноста, која што е вградена и во уставот на независна Македонија. Преку политичко и етничко заедништво е донесена и самата одлука за независноста на републиката. Првиот председател на независна република Македонија Киро Глигоров затоа беше во право кога оцени дека гласот за суверена и самостојна македонска држава е глас за Македонија, заеднички дом на македонците, албанците, турците, власите, србите, ромите и представниците на сите други народи што живеат во неа. Дека македонската држава е заеднички дом израснат врз вековното искуство на национална и верска толеранција и почитување. Така како што извира од духот на Крушевскиот манифест, во кој се олицетворени напредните демократски идеи на еленденските револуционери за сожителство, еднаквост, меѓународностите и братска слога. Тоа е основата и на декларацијата на Аснон, според која што сите граѓани на Федералната македонска држава се еднакви и рамноправни пред законите, не гледајќи на нивната народност, раса и вероисповед. Ова значи дека заедништвото на кое е поставена денешна Европа, на ова наше македонско тло била стратегија, водилка и сила уште пред да постои Европската Унија. Заедништвото како европска вредност е во македонскиот код. Тоа заедништво секогаш се издигнувало над раздорот, од каде и да доаѓа. И затоа ние денес ниту има од што да бегаме, ниту има од што да стравуваме. Предизвиците постоеле и ќе постојат, а најдобриот начин да се справиме со предизвиците е да се соочиме и да ги решаваме. Предизвикот е шанса да се даде се од себе. И таа неповторлива шанса за напредок, директно поврзана за нашата интеграција во Европската Унија, ја имаме токму сега. Се наоѓаме во неповторлив контекст, кога поради геополитичките прилики и потребата да се осигура стабилноста на европскиот континент, ние сме потребни на Европската Унија и на демократската меѓународна заедница, како што ни се потребни и тие на нас. Исто така сите пораки од нашите стратешки партнери, од Соединетите американски држави, од НАТО, од земјите членки на Европската Унија, се дека Западен Балкан е дел од економскиот потенцијал на трансатлантската заедница. Ова за нас значи дека највисоката, односно највисоките минимални и просечни плати и пензии што ги постигнавме, ќе бидат многу повисоки според европските стандарди. Домашните предпријатија кои што имаат најголема државна поддршка досега, ќе добиваат многу поголема државна помош да се развиваат дома, но и да бидат конкурентни на европскиот пазар од половина милијарда луѓе. Странските инвестиции кои што се најголеми досега ќе бидат уште побројни затоа што инвеститорите сакаат безбедност и предвидлива клима за инвестирање. Тоа ќе стане можно и со функционалното право, што е едно од првите поглаве што ќе ги отвориме веднаш по декември, за да ги усогласиме со европската регулатива и пракса. Европската поддршка за земјоделството, за капиталните инвестиции, за модерни школи, амбуланти, патишта, за инвестиции во енергетиката, за еколошки чиста и здрава животна средина, ќе бидат драстично поголеми. Ова не се надежи, ова се перспективи базирани на факти. Бидејќи земја членка на Унијата добива 11 пати поголема порачка од европските фондови од земја која е кандидат за членство. Државите кои се зачлениле во Унијата во првите 5 години имаат од 100 до 200% зголемување на платите на нивните работници. И имаат до 90% зголемување на бруто домашниот производ во нивните држави,
што генерира општ економски раст во државата. Фактите говорат денес дека и 80% од македонскиот извоз оди токму во државите кои се членки на Европската Унија. Дека 50% од увозот во земјата доаѓа од државите земји членки. И дека Европската Унија во оваа 32 годишна независност стана нераскинлив дел од нашиот развој. Има инвестирано огромни 3,3 милиарди евра во нашата држава, затоа што веруваат во нашата искрена определеност кон европските интеграции како наша стратешка цел, но и нивна стратешка цел. Ако не го направиме исчекорот во европските интеграции заедно со нашите соседи од Западен Балкан, на нашата држава и се заканува повторна изолација, повторно чекање и повторно блокади. А тоа значи и пропуштена шанса за напредок и обратно, назад и нова темница во која што уште долго ќе се лута како што се луташе 11 години. Политичките раководства, собранието и народот во нашата држава секогаш го правеле потребното. И поради сето ова, така мора да биде и ќе биде и денес. Слободата значи и одговорност. И затоа да го послушаме гласот на 8 септември и да исчекориме напред. Јас работам и ќе работам, а повикувам и сите заедно да се обединиме околу целта пред нас и да ја сработиме. Бидејќи заедништвото со кое е постигната независна иднина на Северна Македонија во 1991 година, го има и денес во определба на граѓаните за европска иднина на нашата држава. Патриотизам не е како гледаме на минатото, туку како со искуствата од минатото ги градиме сегашноста и иднината. Деновиве бев почесто меѓу младите и во пресрет на 8 септември на прашањето што посакуваат за роденденот на родната земја, доби ваков одговор: сите да сме среќни. Ова нека не обедини желбата за среќа, желбата на нашите деца, вербата на нашите млади, копнежот на родителите, за среќа дома, меѓу саканите, во родниот крај, бидејќи тоа е остварливо. Нека ни е честит и вековит 8 септември, денот на независноста на нашата држава, гласник на слободата и со нови храбри, достоинствени и мудри одлуки во нови заеднички успеси. И благодарам.